Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата Визави. Вечерва во емисијата гостин е Спасе Додевски. Додевски, добре дојде, национален координатор, советник на председателот на влада на Република Македонија за образование, социјална заштита, здравствена заштита и секако еден од клучните фактори заштита на лицата со попреченост. Добре дојде. Благодарам, добро најдов. Вака, Спасе, вечер зборуваме за актуелни теми, теми кои што ги засегаат лицата со попреченост и се она кое што значи за нив придвижување кон општественото живење во Македонија. Сведоци сме дека во последно време се донесуваат одлуки, се менуваат и закони, се со цел подобра иднина за овие лица. Што е она кое што е клучниот момент кој што сакате да го постигнете со имплементацијата секако на Конвенцијата на Обединетите нации за заштита на лицата со попреченост? Генералниот момент во целокупниот тој процес на донесување на реформите е еден клучен момент за унапредување во најширока смисла на зборот, унапредување на животот и развојот на лицата со попреченост, меѓутоа пак на принципите на целосна социјална инклузија на лицата со попреченост во заедницата во рамките на Конвенцијата на Обединетите нации, бидејќи Република Македонија е потписник на ова конвенција уште во 2011 година и правата кои што ги пропишува ова конвенција, а нашето собрание, парламентот го има ратификувано, овие права се обврзувачки за Република Македонија. Така да сите оние реформи и стратегии кои што ги носи владата на Република Македонија мора да бидат во рамките на оваа конвенција. Така, конвенцијата како конвенција со незините правила и прописи е секако обемна и не може се да се имплементира и да се вметне во системот за краток период, да бидеме искрени. Сигурно почнувате од некакви генерали, некакви стратешки цели кои што ќе сакате да ги постигнете, се со цел секако полесна имплементација на останатите нормативи. Така, прво мора да нагласам дека председателот на владата на Република Македонија и самата влада, министрите и целата администрација која што работи, има огромно чувство за потребата дека лицата со попреченост треба конечно да бидат инволвирани и вклучени во овие системски рамки, за да може како на база на граѓанска основа и овие лица да бидат нивниот живот да биде на ниво за кој што ги пропишуваат нивните права. Во Обединетите нации не постојат категории граѓани и администрација и власт. Во Обединетите нации постојат две категории: даватели на права и поседувачи на права. Давателите на права е државата, власта, а поседувачи иматели на права се граѓаните. Така да сите овие препораки кои што ни ги дава конвенцијата мораме да ги имплементираме во законската регулатива. Најпрво, со самото доаѓање на власт, моравме да направиме една генерална костур стратегија која што беше во кратки рамки, врз основа на која стратегија ќе се базират и останатите мерки и закони кои што понатака ќе се надоградуваат. На неколку консултативни состаноци со министрите за труд и социјална политика, здравство, образование, со владата, со премиерот и невладините организации, дојдовме на заклучок дека оваа стратегија треба да проминува преку тие три клучни министерства, а понатака и кон сите други министерства. Тоа се однесува на моментот да бидат опфатени лицата со попреченост од самото нивно раѓање, од ризикот за раѓање на деца со попреченост, па понатака до најстарата возраст на лица со попреченост. Така да заклучивме дека во Министерството за здравство треба да се направи електронски систем за идентификација и детекција на децата со ризик за попреченост, уште од самата бременност на мајката, односно електронски систем кој што сите стручњаци кои што ја следат бременноста на мајката ќе можат да ги идентификуваат и забележат во електронскиот систем сите ризици
за појава на деца со попреченост, понатака за време на раѓањето, за после раѓањето, во сите етапи, уште до најмалата, до возраста после раѓање на децата, кои што ги опфаќа и педијатрите, и развојните советувалишта, и сите стручњаци кои што работат во овој дел во здравство. Понатака, ова стратегија на патот кој што треба да се создаде овој систем беше и создавањето на институционален систем на услуги најблиску до лицата со попреченост, а тоа е во заедницата каде што живеат. Така да Министерството за труд и социјална политика има доста прогресивна улога во ова и во овој временски период во најбрз можен рок со поддршка од владата, со поддршка од странските организации и финансиска и логистичка поддршка, има улога за формирање на овие услуги, сервиси во заедницата. А тоа се дневните центри, тоа се да ги идентификува организациите на образование, институциите за образование, специјални училишта, специјални паралелки, невладените организации кои што работат на ова проблематика да ги трансформира во провайдери за да може да ги користат да даваат услуги во местото на живење. И понатака кога целокупниот овој систем, бидејќи имаме ние подрачје во Република Македонија каде не постојат ниту еден сервис, ниту една организација, ниту една услуга за овие лица со попреченост. Кога ќе се формира овој целокупен систем на услуги и на сервиси, тогаш сите тие на регионално ниво ќе паднат под еден административно правен центар, а тоа се ресурсните центри пак кои ги заговара Министерството за образование и наука во престоечкиот закон кој што ни следува, кој што ќе биде отворен во јуни 2019 година. Ова е генералниот костур на целокупната таа реформа. Понатаму таа стратегија се проширува и во останатите делови кои што ги засегат и другите министерства. Кога ја формиравме ова генерална стратегија, моравме да имаме во предвид кои се рамките до каде што можеме да одиме или кои се принципите во однос на кои што можеме да ги правиме ова стратегија и овие реформи. За таа цел тука ни е генералниот документ во рамките на кој што мораме и можеме да се движиме во Република Македонија, а тоа е Конвенцијата на Обединетите нации. Бидејќи Република Македонија е потписник во 2011 година, како механизам за реализација и имплементација на ова конвенција во државите членки, во која што е Република Македонија, предвидува формирање на национално координативно тело за имплементација, која мора да биде најблиску до центарот на извршната власт, и уште едно тело кое што е тело за мониторинг на ова имплементација, а тоа тело мора да биде независно и да биде составено од невладени организации или лица со попреченост. За таа цел, веднаш владата на Република Македонија по наша иницијатива го формираше во 2018 година во јуни месец Националното координативно тело за имплементација на конвенцијата, на кое тело сум претседавач и председател. И ова тело, некаква форма на ова тело постоела и во минатото, значи во пред 7 години, меѓутоа било доста неефикасно, немало ништо донесено, со самиот факт што имало за рок од 5-6 години имало реализирано само еден состанок, немало никакви други иницијативи. Ова тело е формирано, составено од 15 членови, од кои што 20 членови се од кабинетот на премиерот, 11 се од министерствата клучни и 2 члена се од невладените организации, од кои што едниот член е од Националниот совет на инвалидските организации на Република Македонија и другиот член е представник од родителите, од ресурсниот центар, од родителите на децата со попреченост во Република Македонија. Така. Со огромно задоволство можам да кажам дека во моментов имаме постапка за формирање и на другото тело за мониторинг, кое што е независно и е во рамките на Канцеларијата на Народниот правобранител. Така.
Самите велите 7 години никој ништо не работел. Поставувате рамка за која што сигурно ќе имплементирате одредени нормативи и правила по кои што ќе се работи. Кажете ми, како ќе бидете видливи? Што е она кое што досега, еве, иако минатата година, нели, условно е формирано и националното координативно тело, но сепак, нели, сигурно сте работеле нешто, што е она кое што барем за сега е видливо за лицата со попреченост. Многу лесно, многу беше лесно со оглед на тоа што јас на оваа проблематика, па во соработка и со премиерот господин Зоран Заев, кога беше градоначалник, работиме на оваа проблематика доста време и имаме заеднички ставови околу одредени процедури, одредени принципи во оваа област. Многу беше лесно да се направи платформата и стратегијата, бидејќи во минатото немало никаква стратегија. Немало ништо реализирано, освен тоа што имало адхок вработено 130 дефектолози на државно ниво, меѓутоа без одредена структура, без одредени протоколи, само вработени. За овој краток временски период ние успеавме како национално координативно тело, бидејќи ова национално координативно тело има обврска. На 4 години да праќа извештај до Комитетот на Обединетите нации во Женева за сето она што е постигнато во однос на конвенцијата во државата. Овој извештај бил пратен 2014 година. Ние минатата година бевме на сесија во Комитетот на Обединетите нации да го браниме извештајот на Република Македонија, каде што одредени моменти може да се одбранат, меѓутоа за одредени моменти добивме и голем број на препораки и забелешки, кои што препораки мораме да ги имплементираме во законската регулатива. Најголемите пофалби Република Македонија ги доби, бидејќи за многу краток временски период владата на Република Македонија направи огромен број на чекори за подготовка на поднебието, тоест на подготовка на овиот систем за формирање на законска регулатива, за да може да се имплементират и овие лица за лица со попреченост во системот. Сите овие препораки кои што ги добивме после сесијата во Женева, ги имплементиравме во еден акционен план од 56 мерки, законски регулативи, законски подзаконски акти, кои што мерки во еден генерален документ, акционен план на националното координативно тело ги поднесовме на седница на влада, кои што треба да бидат усвоени и кои што треба по овој акционен план да се движат сите министерства за да можат да ги реализираат овие мерки. Ние овој акционен план ќе го трансферираме и следните години. Меѓутоа ние се надеваме дека оваа 2019 година, а најавата и на самата влада е дека оваа година ќе биде ќе има одреден економски и развоен бум во однос на тоест законодавно правен бум во однос на создавањето на новата регулатива. Така се надеваме дека најголем дел од овие мерки ќе бидат прифатени и ќе бидат усвоени. Така. Конвенцијата, како што и кажавме и на почетокот, си има нормативи. Во еден од нормативите вели дека на определена популација на граѓани мора да имаме и дневни центри за децата со попреченост или лицата со попреченост, во зависност од возрастот и се категоризираат. Што се случува на ова поле? Иако во Струмица имаме само еден дневен центар, но меѓутоа зборуваме за цел југоисток, бидејќи сме регионална телевизија, што се случува конкретно на југоистокот, па дури на ниво на цела држава? Кога зборавме за конвенцијата, мораме да кажеме дека најпрво генерално за да се прават одредени реформите доаѓаат и од рамките на конвенцијата, меѓутоа доаѓаат и од потребите на самите лица со попреченост. Во првите моменти на делување ние направивме координативни состаноци и врски со сите невладни организации и сојузи во Република Македонија, каде нивните потреби ги вклопуваме во сето она што го работиме. Лицата со попреченост до пред некој период не си ги познаваа своите права. Сето она што го пропишува конвенцијата, тоа е нивниот најглавен документ по кој што треба да се движат. За таа цел националното координативно тело, конвенцијата за правата на лицата со попреченост ја направи пристапна
тоа е за лица, за глувите лица, ја адаптиравме истата конвенција и денеска е адаптирана и направена пристапна за овие лица. Во подготовка е и за слепите и за интелектуално и за лица со интелектуална попреченост. Ќе биде поделена на сите невладини организации, ќе биде достапна до секој, закачена и на веб страната на владата. И од тука овие права кога лица со попреченост ги познаваат овие права, многу е битно и понатака да знаат што ги следува. Дел од тоа се и ресурсите, регионалните и државните ресурси во однос на институциите, на услугите, сервисите за кои што сега спомнавте. Министерството за труд и социјална политика е надлежно министерство за лицата со попреченост. Така. И неговата улога е да прави прогресивни политики во мотивирање на сите тие центри и сите тие институции кои што ги имаме расположливи услуги, вклучувајќи ги тука формирање, значи ние имаме дневен центар во Струмица, меѓутоа имаме и посебни паралелки за деца со аутизам, имаме посебно училиште за деца со попреченост. Тука се и домовите за веќе во подготовка се домовите за индивидуално живење, малите групни домови. Генерално постојат и други институции и други услуги, например досегашните невладини организации кои што работеа на овој или на оној начин ќе бидат канализирани во еден систем каде што врз основа на одредени правилници ќе бидат даватели на услуги, тоест ќе бидат ресурси или провайдери на услуги, било да се дефектолози, било да се логопеди, било да се приватни центри за ран детски развој, кои што се мотивирани. Целта е да се Министерството со буџет од државата и со странски буџет да ги мотивира сите овие единки поединци и организации да бидат генерален центар, ресурс на заедницата, тоест на регионот, каде лицата со попреченост би можеле да ги добиваат сите овие услуги, вклучувајќи ги тука и образовните асистенти, персоналните асистенти, значи да биде база дефектолозите, да биде база на сите тие нивни услуги, за да може конечно последната цел е овие лица со попреченост да излезат од домовите, кај што се чудевме до сега каде се овие лица, а ги има, да можат да излезат од домовите, да можат да имат поддршка, да може да имат услуги, индивидуална услуга преку поддршка, кои и да им се мотивират максималните можности на овие лица, за да може да ги задоволуват и своите професионални, и своите лични потреби, и своите потреби во заедницата, на работа и така натаму. Така. Нема да ги разглобуваме попреченост по попреченост, но она како новинари кои што го работиме на терен, неминовно е да спомнеме дека децата со попреченост, лицата со попреченост и на некаков начин се видливи во општеството, преку здруженија, преку акции и така натаму, но меѓутоа што се случува со глувите лица, имаме генерално проблем затоа што многу од родителите ги кријат сопствените деца дека се глуви, не посетуваат никаква настава, иако не знам и колку е проблем едно училиште во цела Република Македонија имаме за деца со оштетен слух. Што се случува со овие деца? Каква е нивната видливост? Имаме ли опција? Ни налага ли конвенцијата повторно отварање на нови училишта, се со цел овие деца да се образуваат, да имаат нормален тек во животот? Генерално, кога збориме за лица со попреченост, збориме за сите лица со попреченост. Во овој систем што го спомнавме претходно има еден многу битен сегмент. Значи, кажевме дека Министерството за труд и социјална политика и владата во соработка со сите министерства кои што се клучни за оваа област имат момент и една агенда за развивање на овие услуги и сервиси во заедницата. Меѓутоа има уште еден многу битен момент, а тоа е избегнување на досегашниот принцип на медицинско диагностицирање и категоризација на лицата со попреченост, лицата. Така. И формирање на нов систем за оценување на можностите, тоест функционалноста на лицата, тоест децата со попреченост, а тоа е формирање комисии според меѓународната класификација на функционалности. Овој систем предвидува формирање на 8 регионални единици, комисии, и една национална комисија на државно ниво,
кој што нема како досега врз основа на симптоматологијата, врз основа на попреченоста, врз основа на она што не можат да го прават лица со попреченост, да ги диагностицира, да ги етикетира. Така. Туку од сега натаму овие комисии ќе имат можности, обврска да ги да дават извештај, да дават совети до заедницата, до министерствата, до релевантните институции и фактори, што тоа дете, кои му се преостанатите можности, што тоа дете и во кој систем може да биде вклучено, што е тоа најдобро за него. Аналогно се надврзувам на вашето прашање, таков ќе биде моментот и за децата, глувите деца и наглуви. Сите деца при запишување во основно образование ќе поминуваат преку комисија за запишување во основно образование, каде ќе членуваат сите фактори во тоа училиште, во таа институција и врз основа на одредена забелешка дека тоа дете постои одредена нарушување или одредени моменти кај тоа дете ќе биде по службена должност пратено до комисијата до МКФ комисијата, каде што таа комисија врз основа на расположливите средства, расположливите ресурси и услуги во заедницата, таа МКФ комисија ќе даде совет што е најдобро за тоа дете. За глувите лица, за глувите деца, наглувите деца. А само сакам да ве прекинам овдека. Во образовниот процес во Македонија задолжително ни е основното образование, но Да. за овие деца никаде нема правилник дали е задолжително или не е задолжително. Па така и нивните родители одлучуваат сами дали да упуштат на училиште или пак да го остават своето дома затворено дете дома, да не може да ужива во ништо. До сега член 51 од Законот за основно образование вика дека секое дете може да биде запишано во основно редовно образование, без разлика на проблеми, без разлика на можности. Не, прашањето ми е дали ќе се наложи на родителите на деца со попреченост да посетуваат задолжително основно образование, барем основно образование. Основното образование е задолжително и по закон и по устав. Меѓутоа, местото каде што ќе биде посочено ова дете да го заврши основното образование, ќе биде на совет на комисијата за оцена на функционалност. Така да таа комисија ќе оцени дали тоа дете подобро за него да врши да учи во основно образование. Меѓутоа за децата со глувите и наглувите деца, мислам дека треба да посетуваат редовно основно образование со поддршка. Основниот принцип на конвенцијата е да се направи во секоја ова установа која што е од институционален карактер, од државен карактер, се направи разумно прилагодување. Разумното прилагодување за сите овие деца, без разлика на која попречено се збориме, се однесува на прилагодување, да постои дефектолог, да постои физичка пристапност, вертикална, хоризонтална, да постои можности, апарати за можност за слух, за глувите, за слепите, за сите. Тоа се вика разумно прилагодување. Условно комисијата ќе ги усмерува онаму кај што има такво прилагодување. Сега Министерството, владата и сите други министерства и ние како кабинет работиме на зајакнување и на ресурсите и на овие услуги, за да може таа комисија после да ги праќа децата, да дава совети на адекватен По чија начин. надлежност ќе работат регионалните комисии, па дури и националната? Бидејќи се во подготовка, проектот сега во моментот се развива, иако е ставена драфт верзијата на маса. Во преговори сме со Министерството за труд и социјална политика, владата и останатите релевантни фактори, во кој ќе биде моментот. Има некои предлози да биде под Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа има предлози да биде под Националното координативно тело во владата на Република Македонија. Ова проблематика, овој проект за сега го води УНИЦЕФ. Понатока ќе видиме како ќе биде. Веќе последен момент е да почне да се реализира. Мислам дека до март месец ќе почнат да работат две пилот комисии. И двете ќе бидат во Скопје, една ќе биде национална, другата ќе биде регионална во Скопје. Понатаму тие две комисии кои ќе почнат да работат, ќе ги јакнат ресурсите во регионите и ќе почнат да ги актуализираат и другите комисии во регионите. Така. Видливи се личните асистенти, Да. кои што помагаат на лицата со попреченост,
проект за поздравување. Дали понатаму ќе се проширува овој проект, ќе се ангажираат дополнително лични асистенти, се со цел олеснување, ослободување на бариерите на лицата со попреченост, институционална и така натаму. Да, и според самиот закон кој што стапи на сила сега од јануари 2019 година, Законот за социјална заштита, дава услуги, институционално ги става овие услуги во системот, тоест во законот, како услуги во домот, лични услуги кон лицата со попреченост, а тоа се нега во домот и персонален асистент. Генерално, ставот и на владата и на министерството е овие лични асистенти, персонални асистенти бројот да се зголемува со крајна цел секоја лице со попреченост да има свој персонален асистент во рамките на можноста. Лицата кои што имат послаба можност, значи кои што се врзани дома за кредит, ќе имаат нега во домот, а овие кои што може да излегуваат, може да разменуваат со заедницата, ќе имаат своји асистенти. Така да за ова година мислам дека околу 200, ако не се лажам, околу 200 лични асистенти се предвидуваат да имат, така секоја година сукцесивно буџетот ќе ги внесува се новите асистенти. Така, и повторно ќе се вратам на оној образовен процес на последната владина седница. Имавте една предлог одлука која што се имплементираше на седницата. Станува збор за децата со лесна попреченост да посетуваат редовна настава. Колку е ова возможно, колку наставниците ни се подготвени, па дури и дечињата се подготвени да го следат овој образовен процес. Истото што го зборувавме за децата со глувите и наглувите деца, истото се однесува и за децата со лесна интелектуална попреченост. Дефинитивно, децата, Законот за основно образование вели дека секое дете може да биде запишано во редовно образование без разлика и без потреба училиштето, институцијата да му бара наоти мислење или било какви друга документација. Значи, тие се видливи, тие постојат децата со лесна интелектуална попреченост постојат во образовниот систем. Ова на седница на влада беше информација на седница на влада која што ја пренесе Министерството за труд и социјална политика, која што сакаше да пренесе потребата да овие деца со попреченост, овие деца со лесна попреченост да се полека да се трансферираат во редовниот образовен систем. Бидејќи полека ги зајакнуваме ние можностите на училиштата, на редовното образование. Знаеме дека денеска во најголем дел во училиштата, редовните училишта постојат дефектолози, постојат служби, постојат институтот индивидуален образовен план, кој е по закон задолжителен, и овие деца дефинитивно може да се вклучат во ова. Ова беше информација дека се јавува потреба, дека не е миновна потребата бидејќи така налагаат тие принципи, овие лесните категории да влегуваат во редовниот систем со поддршка, а институциите кои досега кои што работеле со лесните категории да бидат сега за потешките, да нудат услуги за потешките категории. Така ќе биде представен овој систем. Меѓутоа во ниеден момент сакам да нагласам дека во ниеден момент институциите, посебните институции нема адхок да згаснат и нема да се укинат. Нивната улога ќе биде да бидат составен дел под овој ресурсен центар, ресурсната улога. Тие ќе дават услуги, тие се ресурси и кадровски и ресурсно и на секој начин ќе дават услуги и ќе ги примат и останатите лица, меѓутоа со нови ќе ги примат и останатите категории на попреченост, меѓутоа ќе нудат нови начини на образование, нови начини на социализација, ресоциализација на овие лица. Бидејќи има огромни капацитети училиштата и посебни паралелки до сегашните институционални системи. Така, зборуваме постојано за децата, лицата со попреченост и за вас како институции, но помеѓу вас постои една друга врска, тоа се родителите. Имате ли проблеми, потешкоти при спроведување на постапки, нормативи, правила кои што треба да ги воспоставите, а секако овдека се родителите и нивното ексклузивно право тие да одлучуваат за сопствените деца? Мината година мораме да го спомнеме и
проектот за не веќе проект, тоа е веќе институционална појава, деинституционализацијата во Демир Капија, а полека и од другите институции, каде што во буџетот се наметнати околу 6, тоа се внесени околу 6 милиони евра во однос за реализација на овој проект. Ни се случи минатата година, се сеќавате, Тимјаник. Јас Тимјаник го асоцирам на целокупниот овој феномен во државава на неинформираност и на стручњаците, и на родителите, и на лицата со попреченост, без разлика на која попреченост. Не се криви тие, криви се во претходниот период институциите и системот, власта, кој што не нашла начин, а не нашла начин затоа што ништо не работело во однос на ова, да може да им ги доближи основните западноевропски принципи и принципите на нивните права, а правата се во состав на конвенцијата, не успеала да им ги доближи информациите што е најдобро за овие лица со попреченост, што е најдобро дека не е ништо страшно во заедницата да се има лица со попреченост и дека таа заедница треба да ги нуди сите тие услуги и да ги информира родителите на децата со попреченост дека не е најстрашното да имаш дете со попреченост. Најстрашното е да имаш дете со попреченост, ама тоа дете со попреченост да нема каде да ги добива своите услуги за тоа што државата направила одредена бариера околу овие лица, па и родителите. Затоа основната, да не кажам најголемата активност на владата и нашето тело како совет и како национално координативно тело во владата е да бидеме во секојдневна комуникација и со невладините организации и со родителите, затоа имаме ние и член во националното координативно тело од ресурсниот центар на родители во Република Македонија, во целокупна комуникација да можеме да ги увидиме, да ги доближиме, да ги изгладиме ставовите што е најдобро за децата со попреченост. Има моменти на кога одредени ставови се кршат копијата, меѓутоа јас сум среќен, ние сме сите среќни за тоа што полека, но сигурно успеаме кон ова. Ние не работиме во еден правец, тоест во една точка, ние сите постапки и сите овие права за лица со попреченост ги туркаме фронтално. Односно, сите закони, сите законски регулативи во сите министерства, меѓутоа и подзаконски акти кои што произлегуваат од индивидуалните барања или на здружение, или на родители, или на лица со попреченост, или на група на лица со попреченост. Секој ден во владата на Република Македонија, во кабинетот на премиерот, пристигаат десетици барања од индивидуални случаеви на лица со попреченост, каде што се тие мотивација плюс да можеме да иницираме врз основа на еден ваков случај генерално донесување на правилник, акт или било што, кој што ни е подржан досега од сите министерства, за да можеме да ги подобриме и на овој поединец, меѓутоа на целата таа група на лица со попреченост. Така и доаѓаме до еден момент, финансии. Имаме зголемување на делот ставката по однос на финансирање на лицата со попреченост, туѓа нега и така натаму да не ги спомнуваме сите во однос на социјалните мерки од Министерството за труд и социјална политика. За што станува збор, за какви бројки зборуваме овдека конкретно? Финансите се најбитниот момент во сите тие реформи. Сите тие реформи во моментов се реализираат или врз основа на домашниот буџет кој што знаеме во каква состојба го затекнавме и знаеме на кој све како држава сме дужни. Меѓутоа финансите се еден од најбитниот момент. Токму финансите биле клучната карика на која што претходната власт ги купувала лицата со попреченост, односно принципот да ти дадам финансиски средства колку што ќе бараш и понатака не сакам да слушнам за твоите проблеми. Тоа било на овој принцип. И главните играчи во сите движења, сојузи и било каде во однос на лица со попреченост биле задоволувани индивидуално, така да затоа немало толков немир, такви реакции, како што во Република Македонија морам да кажам дека имаме реакции, имаме барања, имаме забелешки, имаме барања што од страна на владните организации, во страна на поединци, граѓаните барат резултати сега и одма.
Меѓутоа, сите тие финанси, државата и Министерството за труд и социјална политика, ако во минатиот период биле давани на рака на лицето со попреченост во вид на додаток за попреченост, кои што тие финанси завршувале за било какви трошоци, струја, вода, ѓубре, домашни потреби, денеска Министерството и владата сакат овие финанси да ги трансферираат, да не ги намалат, ама да ги трансферираат пак во услуги на лицата со попреченост. Оти, се разбераме, и образовниот асистент и персоналниот асистент, тоа кошта пари. Сите тие промени и реформи кои што се носат во државата, сето тоа носи буџет, го штетува буџетот. Затоа имаше при носењето на Закон за социјална заштита, имаше доста реакции во однос на ова, каде што ние имавме случај порано во претходниот закон, каде две услуги му се овозможуваат на лице со попреченост, две услуги. Едната е услуга во домот, а другата е финансиска. Истата услуга на два начини. Тоа имаше огромен притисок врз буџетот на Република Македонија. Меѓутоа, бидејќи оваа влада е влада која што знае да ги слуша граѓаните, последната верзија на Закон за социјална заштита го коригиравме баш врз основа на реакциите од страна на граѓаните, од страна на лицата со попреченост, и овие можностите за да бират помеѓу два типа на додатоци, дали ќе добиваат услуга, дали ќе добиваат парични средства, пак го вративме на како што беше, со одредени модификации. Се со цел за да постепено да може да се овие лица да може да ја сватат потребата од добивање услуги, од потребата од бенефитот од излегување во надворешната средина, во заедницата, за да можат постепено да ги прифатат овие реформи како што се налагат. Додатокот и покрај овие проблеми финансиски кои што ги имавме, додатокот е сега зголемен за 15%. Многу голем дел од родителите на деца со попреченост не можеа да го остваруваат своето право на работен однос, затоа што мораат дома да си гледаат своите деца со попреченост. Така да сега можат слободно да ја користат услугата скратено работно време до 50%, бидејќи сега 50% од платата која што ја земат, 50% може да ја надокнадува фирмата која што работат и 50% од државата. И тие можат да посветат внимание на своето дете. Меѓутоа, нема да можат да добиват како што викаме ние, социјална пензија, затоа што пак родителите кои што имаат дете со попреченост, а не можат цело време биле со своето дете, го одгледувале своето дете до 26 годишна возраст и немаат ни еден ден работен стаж, затоа што не биле во работен однос, по навршување на 62 годишна возраст, односно 64 годишна возраст, можат да земат пензија од државата како одреден надомест. Во рамките на овој цел пакет на услуги и услугата одмена, односно родителите, семејството кои што имаат дете со попреченост, често пати се врзани за домот и не можат нити да патуваат, нити да си приуштат никаков одмор, нити да одат на гости, на вечера, ништо. Така да сега, значи, ќе имат можности да во краток временски рок, до неколку дена, да може да своето дете да го посветат на центрите за социјална работа преку институционалните форми и да можат да слободно заради своји лични потреби, професионални потреби, за да можат да бидат да користат слободно време. Така, кога сме кај слободното време и повторно кај децата, сведоци сме од соседните држави, не одиме подалеку, дека во една поголема општина имаме дом за деца со попреченост, имаме дом за лица со попреченост. Можеме ли некогаш во блиска иднина да очекуваме вакво нешто и кај нас? Институционалниот систем за грижа на лица со попреченост полека во западните демократи полека се извлекува, односно не се оди на оној облик да се затварат во институциите. И ние водиме сега сметка и од владата, ова беше сугестија од Националното координативно тело при создавањето на дури на малите групни домови, кои што бројат до 4 лица со попреченост,
ако во тој мал групен дом, ако се стави дневен ред кој што носи сабајле, јадење во толку, тоа во толку, тоа цел ден, по одреден тајминг, тоа ќе биде ништо друго освен институција во помали размери. Нема да биде институција во помали размери ако му се даде, сепак во рамките на можноста на детето, ако му се даде начин на избор на самото дете, кој што е дете со пречност, кој што е внатре во дом. Право на избор, дали сега ќе јаде, дали сега сака да слуша музика, дали сега сака да игра, дали сега сака да шета, значи тоа е домување. Истото како што ние го правиме во нашите домови. За конкретно за таков пример зборувам. Во институциите полека западните демократии веќе институциите ги избегнуваат, тоест одат во мали домови, во мали групни домови и ги мотивираат биолошките семејства за да останат лицата со пречност во своите биолошки семејства или барем во роднинските семејства, во фамилиите и ги нудат во заедницата сите тие услуги кои што треба да ги има внатре. Секако дневните центри и останатите ресурси и услуги служат за социализација, служат за дружење, служат за комуникација на овие лица, меѓутоа затварањето во институциите се полека и полека се исчезнува од овој систем на социјална заштита. Така. Спасе, јас верувам дека темата е навистина обемна и има што да се зборува секако во интерес на сите лица со попреченост во државата. Јас ти благодарам што одвои време и што беше дел од нашава емисија. Ви благодарам на поканата, се надам дека ќе имаме почести така, се со цел да ги информираме. Така. Така. Ти благодарам уште еднаш, а благодарам се упатувам и до Виолета Голубова, која што вечерва беше во интерес на лицата со попреченост овдека во емисијата. Спасе, ти благодарам. Голубова, и тебе ти благодарам. Се гледаме во некоја наредна прилика. До гледање.